Добро, почитувани новинари, почитувана јавност. Би сакал денешната пресконференција да искористам за неколку ставови поврзани со предлогот на закон за заштита на населението од заразни болести, кој што во текот на вчерашниот ден за прв пат пратениците имаа можност да го добијат. Сметавме дека еден ден, сепак е најмалку еден ден, потребен за барем да се прочита тој предлог закон. Од она што можеме да го видиме од владиниот предлог закон, кој што ви е поделен, гледаме дека овој закон нема конкретни мерки за борба против пандемијата. Во овој закон нема мерка за зајакнување на капацитетите на институциите кои што вршат ковид тестови, нема мерка за поевтино тестирање на ризичните групи на население, како пензионери или хронично болни, ниту има мерка за пошироко тестирање по односна бројка во позагрозените општини, како што се Скопје, Прилеп, Струмица, Тетово и други градови. Затоа сметаме дека овој закон е повеќе техничка измена и дополнување, наместо да биде закон во кој што би имало суштински мерки за борба и справување против пандемијата. Морам да напоменам дека на ова ниво на загрозеност од пандемијата, каде што Македонија за жал има една од најголемите стапки на смртност по однос на 1 милион жители во Европа, дојдовме и како резултат на несоодветните мерки и слабата доверба која што Комисијата на Министерот за здравство ја има кај јавноста. Сметаме дека оваа комисија, која што уште пред изборите почна да ги политизира мерките, а во последно време видовме дека беше и пасивна кога некои ресторани, дискотеки во Скопје и во Струмица, блиски до семејството на власт, правеа концерти, забави, журки и тогаш не се реагираше соодветно, носи дел од одговорноста за оваа загрижувачка состојба со пандемијата со ковид. Во текот на вчерашниот ден, во утринските часови, имаше средба на представникот ВМРО-ДПМН со Министерот за здравство по однос на предлог законот за заштита од заразни болести, при што беше предложена идејата на ВМРО-ДПМН да се формира една специјална државна комисија за заштита и борба против пандемии и епидемии во моментот кога постојат или во иднина во момент кога повторно би се случиле. Во однос на Комисијата за справување со пандемија и епидемија предложивме таа комисија да брои 11 члена. По функција тука би биле Министерот за здравство и директорот на Центарот за управување со кризи, а внатре би членувале специјалисти, инфектолози 3 членови, епидемиолози 2 членови, микробиолози 2 членови, имунолог 1 член и специјалист интернист 1 член. На наше разочарување, оваа идеја и предлог не беа прифатени од Министерот за здравство. Очигледно е дека Министерот за здравство, за разлика од мнозинството во јавноста, се уште има блиска доверба во неговата советодавна комисија за ковид, што ја предводи докторот Караджовски, за која што комисија ние сметаме дека носи дел од одговорноста за многу ненавремени или за многу несоодветни превземени мерки во изминативе 5 месеци. Затоа сметаме дека Македонија мора да реагира посериозно, мора некој за сегашната ситуација да понесе одговорност и мора постручни лица да ги завземат местата на оние членови на комисијата кои што одеа на концертот на Владо Георгиев во дискотеката Мош. Не може таков здравствен работник и член на комисијата да влева доверба кај населението и да наложува мерки, а истиот не ги почитува. И затоа Македонија денес, за жал,
има 408 починати лица како стапка на смртност по 1 милион жители. Во споредба со нас, Србија има 89 смртни случаи на 1 милион заразени. Босна и Херцеговина има 311, Бугарија има 147, Хрватска има 96, Грција има 51, Албанија има 159. И така натаму, да не ги набројувам другите земји во регионот. Затоа сметаме дека министерот треба уште еднаш да размисли зошто се одбива ваква една иницијатива за формирање на специјална државна комисија за справување со ковид пандемијата, која што би ја предложила владата, а би ја изгласало Собранието на Република Македонија. Ние како партија забележуваме дека на власта често и треба изговор и кривец. До пред 3-4 месеци се вадеа со паролата Наќе е крив. Потоа, кога Наќе веќе не беше министер, дека народот е крив, сега ќе бараат кривец во опозицијата или во некои други структури, но само не во власта. Затоа, за да не им послужи како изговор тоа, што законот кој што го предлагаат има недостиг од суштински мерки за борба против пандемијата и да не почнат со спинови за тоа кој е виновен за слабото работење на комисијата на Министерот за здравство, ВМРО-ДПМН ја повикува власта уште во текот на денешниот ден да закаже собраниска седница. Знаеме дека немаат кворум, но ние ќе бидеме коректни, ќе го направиме кворумот на собраниската седница и ако ќе бидеме воздржани, сепак ќе овозможиме овој предлог закон да помине. Но предупредуваме уште еднаш, ваков каков што е, не очекуваме да донесе преголеми резултати, бидејќи во законот не достигаат суштински мерки за борба против пандемијата. Тоа би било она што сакам да го изнесам во јавност и ако ми дозволите да одговорам на поставени веќе онлайн прашања и на прашања кои што ги имате вие, но повелете прво вие, потоа ќе или може на веќе поставените. Добро, ако ми дозволите, ве имам од Сител и од Канал 5 има веќе пристигнати прашања, на некој, речам, на некој начин и одговорив, но ќе ги повторам. Од Канал 5 има прашање зошто вчера беше одлагањето на собраниската расправа по однос на предлог законските измени и второто прашање каква комисија ВМРО-ДПМН предлага. На второто прашање веќе конкретно одговори. ВМРО-ДПМН предлага специјална државна комисија за борба против пандемијата COVID, чии што мерки би биле задолжителни. Истата би имала 11 членови и во истата би членувале и Министерот за здравство и директорот на Центарот за управување со кризи по службена должност, но би имале и 9 врвни специјалисти, кои што собранието би ги изгласало. Разликата од оваа комисија до постојачката комисија, која што го советува министерот, е што постојачката комисија е редовна советодавна комисија. Незините мерки не се задолжителни, додека ваква една комисија која би се утврдила со закон како задолжителна комисија во случај на пандемија, незините мерки би биле покредибилни и би биле задолжителни за спроведување. И на тој начин би се вратил и кредибилитетот на самата комисија која што сега го има изгубено, но би се дал и интегритет на комисијата да не може да биде политизирана и секоја институција да мора да ги спроведува мерките кои што комисијата ќе ги предложи. Од Сител има прашања дали има разговори помеѓу власт и опозицијата на оваа тема, кои се вашите услови да дадете поддршка на предложените законски измени во собрание и какви здравствени мерки предлага опозицијата. Значи, прво би одел на тоа прашање, дали има разговори помеѓу власт и опозицијата. Вчера, како што соопштив, имаше средба помеѓу министерот за здравство и професорот Вело Марковски, кои што разговараа на оваа тема, каде што беше предложена нашата идеја
за формирање на специјална државна комисија за борба против пандемијата, но за жал истата не беше прифатена. Тие разговори се случија во текот на вчерашниот ден, но за жал нема позитивен исход. Кои се вашите услови да дадете поддршка во собрание? Споменав, наш не услов, туку суштински предлог за овие измени е идејата да се формира специјална комисија за борба против пандемијата, но иако не е прифатен овој предлог, ние како опозиција ја повикуваме власта уште денес да закаже собраниска седница и ќе овозможиме овој закон да помине со гласовите на собраниското мнозинство и со присуството на пратениците од опозицијата. Иако сметаме дека во законот има технички дополнувања кои даваат надлежности на инспекторати, но не достигаат суштински мерки кои што се однесуваат на борбата против пандемијата. И на прашањето кои здравствени мерки ги предлага ВМРО-ДПМН, јас повторно би кажал дека ја предлагаме комисијата, специјална државна комисија за борба против пандемијата, бидејќи таквите стручни лица можат да дадат многу подобри мерки отколку политичарите. Ќе земам само една споредба, и како човек, и како пред некое време пациент од оваа заразна болест, но и како пратеник, се чувствувам со многу поголема доверба и сигурност кога ги слушам изјавите на професор доктор Никола Пановски, за разлика од тоа кога ги слушам изјавите на премиерот Заев, кој што тврди дека вирусот лебдел и дека со секое движење ние го креваме во воздух. Сметам дека такви паушални изјави, несериозни, не се потребни во овој момент кога навистина сме загрозени со пандемијата. Повелете доколку имате вие прашања. Да не се повторуваме, значи ВМРО-ДПМН се откажа од преговори со министерот за здравство Венко Филипче, бидејќи бевте лично одбиени од негова страна, бидејќи Никола Мицевски нели вчера надвор од средбата Вело Марковски Филипче кажа дека треба да се номинираат членови за работната група. Извинете, за која работна група? Па за таа што ја предлагате За комисијата? За комисијата, да. Јас како што кажав, ние со добра волја стапивме во контакт со министерот за здравство и на политичка основа преку координаторот на пратеничката група, но и на стручна основа преку професорот Вело Марковски, и го дадовме нашиот предлог за формирање на специјална државна комисија за борба против пандемијата. За жал, овој предлог не беше прифатен и сметаме дека таквиот потек на министерот е погрешен. Времето ќе покаже колку оваа комисија, која што овие 8 месеци не дава добри резултати и не секогаш одветни мерки, ќе успее да се поправи или дополнително ќе изгуби довербата кај населението.